Почитувани, добар ден. Уште еден понеделник е пред нас, работен, на ова топло македонско сонце. Сепак е прекрасно. Кога ќе погледнете и надвор, ќе видите дека всушност е зелено, не е така осушено, не е така жолто, а тоа ни дава па и стимул да се собереме повторно со професорот Јовески и да продискутираме за темата на околу трудот, околу безбедноста и здравјето при работа. Но пред да започнеме, чисто само едно воведче, дали би можел да ми дадеш околу минатата недела, околу тоа што направивте? Што се случуваше во Македонија, во Скопје? Што направивте од юридика? Благодарам за ова вовед, здраво и од мене на сите кои што не слушаат и не гледаат. Минатата недела мене искрено ми беше чест и задоволство да можеме да организираме една национална конференција која што се направи еден обид да собере на едно место луѓе кои што имаат одредени аспекти, сознанија, информации кои што би сакале да ги пренесат, да ги кажат, да ги продискутираме, поврзани со безбедност и здравјето при работа. Значи национална конференција се одржа во Скопје и самата конференција е би рекол во одреден аспект посебна, уникатна, затоа што за сега меѓу ретките го третиравме прашањето на безбедност и здравјето при работа низ призмата на колективното договарање. Така. Односно, колективните договори како клуч за ефикасен систем на безбедност и здравје при работа. До сега фокусот и се уште е во насока на законот, законските решенија, пред се законот за безбедност и здравје, нели? Секако во одредена смисла и законот за работни односи во минималистичкиот аспект кој што содржи, нели? Меѓутоа ова е веќе нешто друго, едно значење на колективното договарање, колективните договори од аспект на БЗР и на вистина се направи анализа, се имаше интересни дискусии, интересни согледувања, информации кои што на крајот резултира со предлог мерки кои што ќе бидат доставени до Собранието на Република Македонија, на Република Северна Македонија сега, нели? Како кој како милува, и до делот на владата, односно Министерството за труд и социјална политика, така да излезе еден интересен производ на крајот на денот од сето тоа кое што го работевме повеќе месеци. Бев таму, бев еден од говорниците, бев почестен да зборувам во името на професионалните граѓански организации, како што е Македонско здружение за заштита при работа. Веројатно низ разговорот ќе откриеме и како тече целокупниот настан, но и ќе имаат и оние кои се малце повеќе заинтересирани да го проследат истиот, бидејќи комплетно го покривме, го снимивме. Сега да те прашаме на една веројатно зошто потребата да постои колективно договарање. Значи, види, сакам да се навратам на моето искуство, но многу повеќе сакам да го слушнам тоа човек кој работи во цел живот. Ќе можеш во кратки црти да дадеш идејата и да го дадеш, да кажеме, поривот за да постои така нареченото колективно договарање. Зашто го велам така нареченото? Затоа што аз како го наречам колективно договарање кога навистина ќе постои меѓу двете страни. Значи, ти веќе ги ставаш контурите сега на приказка. Зошто? Ја навистина се чувствувам повикан на оваа тема, да зборам како за колективното договарање, колективните преговори, како и за темата за безбедност и здравје при работа. Дотолку повеќе што повеќе од 10 години активно работам, посветен сум на колективното преговарање, имам низ научни трудови, книга една издадена, значи научна монографија, потоа имам голем број на анализи правено во оваа област и така натаму, и можам да ти кажам дека од една временска дистанца, повеќе од 10 години всушност, повеќе од 10 години, можам да ти споделам дека колективното договарање во Македонија е осцилаторно. Има периоди, сезони кога оди во една нагорна линија, имаме колективни договори, имаме некој елан, некој ентузијазам, потоа паѓа, па некако заживува, почнува да се некои работи размрдуваат, па повторно имаме затише. Тоа не е добро од аспект што кога станува збор за колективните договори, треба да знаеме дека тие претставуваат една конзистентна, константна правна алатка за уредување на прашање од работен однос. Значи, не само на доуредување,
туку и на директно уредување на прашање од работен однос. Тоа е силата, моќта, практичноста на колективните договори. Зошто? Затоа што, иако се договори во називов, колективни договори, според начинот на подпишување, тие се склучуваат како договори, бидејќи е потребно двете страни, најчесто синдикатите и работодавачите, во некојаш може да како страна да се и државата секако, да ги подпишат колективните договори, на крајот на денот да стават подпис доле дека се согласуваат со содржината, со текстот за кој што се преговарало. Но, од кога ќе се подпишат, тие влегуваат во правниот систем на нашата земја како со сила, со правна сила на закон, како закони, а во прашањата каде што се уредуваат конкретни нешта што ги нема во законот. Например, некои аспекти на БЗР кои што законов не ги опфатил, сметал дека не е тоа толку предметно уредување на закон за безбедност и здраве работа, а е битно да речеме за одредена компанија, каде што има некои аспекти на БЗР кои што се уникатни за таа компанија, они во колективен договор тоа може да го уредат. И од тука колективниот договор е над законот во тој дел. Добро. Значи вака е да го разбереме прво терминолошки. Колектив, значи заедница. Значи ние кога припаѓаме на една заедница, најчесто преговараат колективитети, да, така, од двете страни, веројатно и државата некојаш. Да, кога ќе дојдеме во ситуација дека едната заедница ја дефинираме како работниците, а другата заедница ја дефинираме како работодавачите, ќе дојдеме во ситуација дека колективниот договор или договорот на заедницата ни помага да подобро ги разјасниме работите кои се предвидени со еден поголем договор. Договорот или така наречениот закон. Дали било законот за работни односи, дали било законот за безбедност и здравје при работа, дали било некој трет закон кој ги дефинира одредени специфичности на одредена индустрија, ние доаѓаме во ситуација дека овој начин, овој договор ни успева или ни помага да всушност кога имаме недоразбирање, не врати на маса и кажеме ова тогаш и тогаш сме го договориле вака. Сега, кога ова е логична рамка, зашто не функционира? Ова исто кога го поставуваме прашањето како може 1,5 – 2 милиона луѓе да не може да се организираат, да сите се горе-доле вработени и да имаат достоинствена работа. Многу ми е слично паралела са помеѓу тие две прашања. Јас си го поставував ова прашање. Знаеш што? За да ти дадам точен одговор на ова прашање. Не е точен. Не, точен одговор. Твоето мислење. Ако влегуваш во статистики ќе добиеш една слика, меѓутоа слика таа не е целосна слика. Значи ќе кажеш добро, релативно имаме ние колективни договори. Во одреден период од постоењето на нашата земја, независна Македонија, од 90-тите навака па до ден денес, во некој период имало релативно солиден број на колективни договори. Зборам и гранкови, и на ниво на работодавач, и општи колективни во стопанството и во јавниот сектор. Но проблемот е во нешто друго. Не е битна бројката. Битен е квалитетот. Но за да квалитетна одредба биде применлива и за воопшто дојде до создавање на таква одредба во колективен договор, потребно е нешто подлабоко, а тоа е култура. Култура на преговарање. За да имаме култура на преговарање, потребно е да знаеме што имаме на располагање како инструментариум, како правен инструмент. Треба да знаат работодавачите што е колективен договор, треба да знаат синдикатите, работниците што е колективен договор и кои се сите можности и аспекти на колективното договарање. Како им помага и треба да знае и правната фела. Впрочем, правниците, судиите, сите правници кои што се вклучени директно или индиректно работат и оние кои што применуваат, нели како ги спомнувам и судиите, да знаат што е силината, убавината, моментумот на колективниот договор во една земја. Сега, ако тоа не се знае, како што не се знае кај нас, во сите аспекти, или кај сите субјекти не се знае ова целосно, не е навлезено подлабоко, тогаш имаме една ситуација каде што парадоксална, каде што наместо да се промовира систем на колективно преговарање, законите да ни се релативно кратки, јасни, едноставни во 30, 50 члена, 60, еве нека се и 100 члена, ние имаме закони со 200, 300 члена и со тенденција на зголемување. Значи се поместува тежиштето, да што повеќе се уредува со законот, а што помалку им се дава на
социјалните Дали партнери знаеш да што- уредуваат прашања. Еве вака, Меѓу дали кои знаеш- прашањето за базар. Дали знаеш што имам приметено еве кога одам во ревизии во фабрики? Имам приметено дека колективниот договор не постои, ама таму каде што постои, всушност го имаат најчесто заради тоа што го побаруваат меѓународни ревизорски куќи. И кога ќе го побарам јас колективниот договор да го видам, внатре ги гледам препишано точно членовите од законот, кои што у суштина не можеш да го препишуваш ти во колективниот договор затоа што тој веќе Па не само што не мораш, како таков. туку и не треба. Можеш да внесеш Јас некој нема член. Не, затоа ќе те прашам мислам Да. во однос на ова затоа што си тука ти експерт, а јас не сум. Јас едноставно можам да ти посведочам што има на терен. Ако ќе дојдам јас во ситуација на пример каде што и кога ги прашувам, добро, зошто колективниот договор на пример не е во пракса кај вас? Зашто вие не го користите, не го исползувате? Дојдеме во ситуација дека дури и вработените, сега не зборам за менаџментот. Тие велат дека немаат потреба од такво нешто. Дека всушност не веруваат во такво нешто. И доаѓаат и ми кажуваат дека и онака тоа е само на хартија, дека всушност секојдневно, а ова ги цитирам се работодавачите, секојдневните проблеми на во самата микроработна средина ги решаваат ад хок. Доаѓаат во ситуација дека со разговори, со едноставно на пирамида на одлучување. На одлучување, тие во одреден момент пресекува директорот, менаџерот и така натаму. Зошто всушност, кога можеме сите да бидеме на една страна, зошто одбираме работи да ги правиме проформа? Затоа што во принцип добро што го постои ова како хипотеза да бидеме сите на една страна, затоа што во принцип во колективното преговарање не сме сите на една страна. Всушност имаме судирни интереси на работниците, на синдикатите од една страна и на работодачите од друга страна. И треба да разликуваме една ситуација. Општо, генерално, кога збориме за колективните договори во земјата, а потоа од аспект на базара ќе ти споделам уште некои информации до кои што дојдовме во рамките на самото истражување, експертите кои што истражува, кои што ги презентира анализите. Општата слика е, едно е да зборуваме ние за компанија која што има 5, 10 вработени, 15. Друго е да зборуваме за компанија која што има 500, 700, 1000 вработени. Не се многу во нашата земја такви компании, меѓутоа постојат. Ке првиве, кои што се микро или со тенденција кон средни предпријатија, прашањето на колективното исклучување на колективен договор до некаде го разбирам дека не се става на дневен ред, затоа што сепак тоа е се мала фирма, веќе тим на луѓе кои што повеќе или помалку се познаваат меѓу себе, соработуваат и така натаму, нема тука нешто многу да флуктуира во некои трудово-правни процеси, иако не велам дека во такви компании не треба да постои колективен договор, потребно е секако, но можам да го разберам феноменот да не се гледа реалната потреба, да не се согледа бидејќи тоа е мал тим, малку луѓе, можеби влегуваат, излегуваат побрзо во работниот процес, луѓе си одат, посебно во тој IT секторот, каде што има една таква мобилност на вработување, на влегување и излегување во работниот однос. Меѓутоа, кај поголеми компании, со повеќе број на вработени, се чини дека не се сваќа можноста, потенцијалот. И тука не можам да вперам прст никој на работодавачите, никој на работниците. Тука да кажам, општата е слика дека не се разбира феноменот на подолг рок кој што дава плод. Многу е слично со БЗР. Работодавачот гледа на тоа како трошок во делот на БЗР. На колективното преговарање гледа како момент кај што тој треба да прави некои отстапки, треба да преговара, да разговара и така натаму. Тоа е, знаеш, на пократок рок можеби на некого му се чини дека е трошок или губење време, но на подолг рок и работодавачите и работниците добиваат. Компанијата добива. Ако се работи мудро и ако се знаат рамките, концептите во системот како да се движат. Добро, и работодавачите ајде вака да те прашам. И вработените. Бидејќи спомна дека кај некои помали нема смисла да се има колективен Па не договор. дека нема смисла, можеби не согледуваат потребата реална. Добро, Со 5 вработени сега колективен, треба синдикат да има. Ајде ако нема, треба со представници од вработените. Ајде вака да те прашам, мислам бидејќи ова ми од пракса. Според тебе, колкав е бројот на вработени кои во суштина треба да го има една компанија за да има колективен договор? Второ, доколку нема колкав број на вработени, кој колективен договор ќе го испочитува?
И трета работа, што правиме во ситуација каде што во Законот за безбедност и здравје при работа пишува дека сите останати работи поврзани со безбедност и здравје при работа потребно е да ги работодавачот да ги дефинира во колективен договор. Објасни ми мене, затоа што кога ќе одам на терен, доаѓам во ситуација дека некои работи не ми изгледаат многу логично. Знаеш што е цаката? Прво, не сакам да лицитирам со бројки колку вработени треба да имаш за да имаш колективен договор. Велам, и со 5 вработени можеш да имаш колективен договор. Можеш, ако сакаш. Ако сакаш. Што ако го немаш? Ако го немаш на ниво на работодавач, на ниво на компанија, тогаш треба да се види дали има колективен договор на ниво на гранка, branch, што го велат англичаните, или на оддел. Да, и што правиш во тој случај? Тогаш по логика на нештата, најчесто во колективните договори на ниво на гранка се разработуваат одредени аспекти од ЗРА и од безбедност и здравје при работа. Од безбедност и здравје при работа многу малку. Тоа покажа анализата. Речи си ништо нема. Буквално во делот на БЗР, тоа сакам да го подлечам сега, бидејќи е подтема во дискусијата, од аспект на безбедност и здравје при работа. Во колективните договори или нема одредби, или одредбите се буквално препис едниот член од ЗРО или еден-два члена од истиот препис, copy-paste од Законот за безбедност и здравје при работа. Разработување, нешто подетално, нешто нема во нашата земја, за сега. И тоа само покажа колку е потребно на ова поле да се работи подлабоко, систематски, континуирано, во контекст на прашањево, за да сватат работодавачите и работниците дека преку колективните договори можат одредени прашања, особено што и Законот за БЗР ги посочува, што го цитираше, дека одредени прашања може да се ги уредат или доуредат на ниво на компанија кои што им се битни од аспект на БЗР. Знаеш, мене тоа ми е логиката, дека ако нешто договори, тебе да кажеме за работа навечер. Така. И ти велиш дека на тој што работи навечер, турнус ќе му биде, да кажеме, смената, начинот на кој ќе работа ќе биде вака, нели, третата смена ќе биде вака. Значи тоа е веќе нешто конкретно што меѓу себе го разговарате, се договарате дека тој ќе има одредени бенефиции. Не знам, возило. Разбираш? Сите тие мене работи ми се многу логични затоа што не мораш стално и ово на ново да ги преговараш, договараш, него едноставно тоа се работи кои во дадениот момент се нешто што во суштина вие двајца, работодавачите и работниците сте се договорили. Кажи ми во делот на ми останав да е неодговорено, доколку немаат на ниво на компанија, доколку го земат тој од ниво на гранка. Да. Кажи ми тој дали е потребно да го поседуваат внатре во компанијата? Тој на ниво на гранка зависи во која област, дали се во индустрија или се во јавен сектор, во текстилна. Да. Значи треба да се види дали има колективен договор на ниво на текстилна индустрија, ако го има, тие обично се објавуваат електронски, ги има, зависи кој синдикат грански го потпишал колективниот договор. Чинам дека баш во оваа област гранков и нема, но еве да земеме во некои други области, не знам, во администрација еве. Ги одбираш областиве кои што баш и не се толку репрезентативни во делов, меѓутоа еве дека биде, не знам, има во делов на ниво на полиција, например, тоа е за МВР, тоа е на ниво на цела држава, еве во јавниот сектор, во приватниот има во металургија, има во некој за енергетика, има гранков на ниво на и така натаму, има некои други области. Така да во гранка има за образование, например, и тоа е повеќе на оддел. Што да прави во тој момент? Он треба да се најде колективниот договор кој го склучил и во смисла на пронаоѓање, читање, разбирање, примена. Ако сакаш да примениш во делот на БЗР, го зимаш колективно, го наоѓаш каде е објавен, не можеш да го имаш, синдикатите може да си го земат, тоа е начинот на прибирање на информациите, денеска е буквално со сите алатки преку интернет и така натаму, да се најде и да го имаш, да си го чуваш во делот на просториите и да знаеш дека одреден број на одредби, односно сите одредби, ако си во таа гранка, се применуваат и за твојата компанија, без разлика што немаш колективен договор на компанија. Но, потенцирам, во делот на безбедност и здравјето при работа, за жал многу нема да видат бенефити ни работодавачите ни работниците од колективните договори на ниво на гранка, затоа што одредби нема или има кои што се буквално идентични со оние кои што се законските препишани и тоа во многу мал обем. Така да, ако дозволиш да резимирам, за да живее системот на
ако сакаме да помогнеме на системот на безбедност и здраве при работа во земјава да добие една друга форма, еден друг шмек, би кажал. Покрај законските одредби, промена на закони и така натаму, јас алудирам, апелирам да почнеме да размислуваме и малку пошироко, зашто да не го вклучиме и колективниот договор. Значи, тоа е сосема друг систем сега, колективното преговарање. Значи, прават една симбиоза, едно заедништво, и преку колективните договори, некои нешта што не ни се покриени во закон и кои што сме сметале дека не треба да се уредуваат законски, да се уредат со колективни договори. За тоа е потребно култура на преговарање, свесност, култура на примена на одредбите, на почитување на тоа што сме се договорили. Бидејќи во пракса, општо зборувам, не само за аспектот на БЗР, во пракса тешко се применуваат одредбите, се гледа само аспектот на така, да се избегнат, да се... Овде кога ги зборуваш овие работи, имаме, да кажеме, недостаток, би рекол, од конкретни чекори, како всушност на оние кои не слушаат сега, кои се дел од некоја си компанија, дел од некоја си структура, како всушност да почнат со оние први чекори. Затоа што веќе кога ја градиме таа култура, веројатно е таа наша обврска, да дојдеме и да првите оние насоки како сето тоа треба да биде направено, да ние го направиме. Тука особено зборувам бидејќи во законот кога зборуваме за безбедност и здравје при работа имаме задолжение, но во суштина ние немаме насока и често пати, например, дури и кога ќе излезат, да кажеме, во инспекцијски надзор и доколку не најдат, да кажеме, колективен договор кој подетално ги пропишува релациите кои се поврзани со безбедноста и здравјето при работа, што? Се држат до законот, се држат до правилниците од Министерството за труд донесени, кои што не се малку. Да, ќе дојдат во ситуација и ќе речат договорите за вработување, не ги забораваме, може и таму да има исто. Немаме ние, да кажеме, колективен договор за БЗР, значи да го немаме вклучено БЗР-то во колективниот договор и никому ништо. Никому ништо, тоа е тоа. Затоа можеби еве на крајот на оваа емисија е потребно да прво да ги слушнеме од другата страна доколку имаат реални проблеми самите колеги, самите слушатели, самите гледачи и истите тие да заедно направиме исчекор во насока на тоа да веќе почнуваме да почнеме да градиме таа култура за која зборував. Ако имаме конкретни проблеми кои во суштина треба да ги решиме, онда да видиме што е. Да почнеме да ги решаваме, не да ги тргаме на страна. Да, што е прво. Да не дојдеме во ситуација кога се е приоритет, тогаш ништо не е приоритет. Ако веќе ги правиме овие работи, тогаш дајте веќе и да зборуваме за еден друг начин на пристапување кон целокупна работа, тоа е двопартитното договарање на ниво на компанија. Тоа уште една работа која ние треба да всушност да видиме дали би функционирала кај нас како добра пракса. Па добро, тоа бипартитно, низ призма на колективно договарање, всушност колективни договори се бипартитни договори. Знаеш, побеѓаат двете страни или точно, ама јас мислев многу повеќе ако го направиме, да кажеме, законска обврска дека всушност на ниво на компанија би требало да има две страни. Значи, едниот е да делот на работниците, другиот на работодавачот. Дали би ги уплеткале повеќе работата или би помогнале? Затоа веројатно не зависи. Многу треба да се размисли добро. Имаме меѓународна конвенција тука, која што дава факултативност на склучување на колективен договор. Тоа е следната емисија. Така. Затоа би сакал да направиме вовед во таа следна емисија. На крајот, да ја вратиме кај што започнавме. Од конференцијата, кои ти се најинтересни моменти кои би ги споделил? Па искрено ти кажам, оваа конференција навистина не дека сега дека бевме и јас и ти вклучени или дека ја организиравме и така натаму, навистина мислам дека помогна. Тоа ми е поентата, дека помогна оваа конференција да се чујат различните размислувања, да се даде еден нов ветар, еден нов инпут, дотолку повеќе што излегуваат и предлог мерки кои што ќе бидат доставени до надлежните државни институции. И ова е сега според мене добра основа, добра платформа да се продолжи да се работи понатаму. Да почнеме да го враќаме аспектот на колективно договарање и аспектот на БЗР
во едно заедништво, во една симбиоза или синергија, како што каже еден од панелистите, да се гради еден систем кој што ќе биде на обостранна полза на сите социјални партнери, но и генерално на граѓаните во земјата. Одлично. Ви благодарам за тоа што и овој понеделник одвоивте 20 на минути да бидете дел од нас. Воедно да ви порачам дека МЗЗПР е секоја спремна да поддржи иницијативи од колеги, иницијативи од граѓански организации кои во своето делување би имале, да кажеме, делот од безбедност и здравје при работа во контекст на оној поширок круг на работнички трудови права. Затоа ве поканувам. Споделете, кликнете лайк, коментирајте, во секој случај пристапете ни и застанете овде до нас во следната борба за безбедни и здрави работни услови. До тогаш, поздрав!